Еве, добар ден, почитувани представници на медиуми. Денеска, еве ве покани, имаме еден, не е свечен чин, меѓутоа, денеска каме темелник на партерното уредување на затворениот базен, односно изградба на рекреативниот летен базен, заедно со партер, заедно со пропратни објекти, тобогани и ресторански дел, односно слачионици, се оно што ќе биде комплетен дел од завршување на базенот. Значи, денеска се поставува темелна плоча на базенот и се надеваме дека овој анекс или дополнување на дозвола за градба за партерно решување рекреативниот базен со приближно содржини ќе биде завршен од некои наши видувања негде најкасно до 15 јуни. Значи, тој терминот 15 до 25 јуни во летниот период да биде пуштен со работа. Зборуваме за рекреативниот базен, а затворениот базен по некои наши предпоставки е дека ќе биде пуштен 5 јуни со отварањето, тоа е наша заложба. Имам сознание од изгледувачите дека може да се победи датумот негде до средина на мај. Сега знаете ќе направиме репортажа и околу изградбата на базенот. Сакам да истакнам дека овој базен ќе во површина некако 550 квадратни метри со 200 можни места лежалки, места за посетители. Така да во летниот период ќе имаме место да нашите граѓани имаат рекреативен дел, има угостителски објекти, слачионици, сите стандарди на таков мал аквапарк или рекреативен базен. Вкупната сума на инвестиција затворениот базен со дополнување на техничките решенија кои беа во токот на градба, кои се гради повеќе од 3 години, е негде околу нешто испод 200 милиони денари, значи заедно со партерот, рекреативниот базен и сите содржини што ќе ги видите сега внатре. И представува задоволство да после 3 години, 3,5 години, од средствата на граѓаните, од буџетот на општината, значи тоа се пари на граѓаните, рекомендувам, без никаква подршка од било кои институции на државата или меѓународни или донатори, ние успеавме да дојдеме до некаква завршица во завршување на долго очекуваниот овој проект. Сега ќе ве поканам да направиме разгледување на досегашно завршените работи, ќе го видите градежниот дел, угостителскиот дел, односно комерцијалниот дел, техничкиот дел, исто ќе ве поканам да видите, имаме најсовремена техника во однос на затоплување. Значи имаме 3 генерации на затоплување, имаме сончева енергија, имаме гасна енергија, имаме климоклобари кои од парејата прават струја, значи од 3 начина на конверзија на енергија. Имаме најсовремена опрема за техничка обработка на вода, значи ќе има озонска обработка на вода, нема да има хлорирање, така да ставиме техника која е трендовска, која е најмодерна и која во моментот дава најголема сигурност за квалитетот на водата и за најисплатливо економско затоплување на самиот базен, со што мислам дека ќе има економска исплатливост во натаму негово стопанисување. Комерцијалниот дел е завршен во фаза на карабина, он нема да биде пуштен во употреба, најверојатно ќе биде спортски хотел, угостителски комплекс, каде ќе имаме шанса во нашиот град, имаме еден помодерен хотелски комплекс со негде околу 50 легла, ресторан, спортски продавници доле во приземје, можност во иднина да се направи во подрумскиот дел, ќе погледате вие спа центар, меѓутоа за тоа ќе тражиме јавно-приватно партнерство, може би концесионирање, а зависно од политичката волја на Советот, да партиципиенти во Советот, може да иде и на комплетна аукција на продажба. Значи, комерцијалниот дел нема да биде пуштен во употреба, ќе биде само пуштен јавниот интерес, тоа е затворениот базен, рекреативниот базен, партерот, тоа е јавен интерес за граѓаните. И сакам да истакнам дека паралелно со отпочнувањето на припреми за пуштање во работа, ќе биде отпочнато и санација на паркингот, изграда на мало паркче во околината на базенот,
дислокација на сите овие стари камиони е отпочната процедура. Сите овие градежни фирми кои имаат заземено простор до крај на април ќе бидат дислоцирани и тргнати, а овие забавни паркови кои се дадени без дозвола на локалната самоуправа имаат донесено решение за отклонување до крај на месецот април, така мислам дека ќе имаме услови и да го рехабилитираме јавниот паркинг простор и да ја уредиме зрената површина која е негде во големина, ќе има мали фонтани, ќе има мала, така е направен идеен проект, ова едно како летен антриум или амфитеатрче мало така за некакви мали цени, нешто ќе биде делот према училиштето. Тоа ќе биде во тек на летниот период и есенскиот период, со тоа ќе го направиме целиот комплекс интегрален и се надеваме во иднина дека со добивање на својство на владение во спортската сала, бидејќи ние имаме некој вршко право, меѓутоа има некои договори, знаете, многу сме пати зборувале, следната етапа ќе биде реконструкција и рехабилитација на спортската сала, а најавувам дека имам сознание од мојот помошник во секторот на комунални дејности и урбанизам, Момчил Левенски, дека од понеделник ќе отпочне на оној дел изградба на 2 тениски игралишта, кој ќе биде поддржано од Млади спорт. Кои стопени су со базенот? Базенот во моментот општината команда е собственик, со преговарање, договарање со едно од јавните претпријатија кои имаат можност за таква дејност, ќе биде доделено на нивно што бидејќи ние немаме служба за може да го стопанисуваме, некој од јавните претпријатија ќе го добие чест или обврска да стопанисува со овој базен. Јас се надевам дека базенот ќе биде поддржан со буџетска поддршка од буџетот на општината за негово одржување, поради тоа што нашата програма предвидува да сите училишта добијат определени број на сати за пливање на децата, така да најголем процент од искористено ќе биде за школските, училишните, клубските спортови, а ќе има еден тајминг за граѓанството за рекреација. Така да, за да има своја оправданост, ќе мораме од секторот образование и секторот за спорт, од нацијата преку нив да направиме, може и да биде дел од ова приказка и фондацијата за спорт и култура, да активноста и употребливоста на овој јавен објект биде целосно исполнета. И за кога е предвидено да заврши изградбата на отворениот базен? Па кажав, значи нашата прогноза, многу пати прогнозите не се поистоветува со можността на теренот, имам некакви гаранции од изведувачите дека негде од 15 јуни до негде 25 јуни, значи тоа се негде зададени можни термини со техничка употреба да го пуштиме и отворениот базен. А затворениот, апострофирам, правиме напори за 5 и 6, можеби, ради некои технички проблеми, отворањето ќе биде измеѓу 20 и 25 мај и некоја символика за младите. Благодарам.